Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој на 27 октомври 2014 година го објави јавниот повик за користење на средствата од ИПАРД фондовите на Европската унија наменети за развој и унапредување на земјоделското производство. Дури 75% од финансиските средства за помош се обезбедени од петтата компонента на ИПАРД програмата, согласно повеќегодишната финансиска спогодба, додека 25% се обезбедени од буџетот на Република Македонија. Истите се наменети за инвестиции во земјоделските стопанства со цел нивно преструктурирање за да се достигнат стандардите на Европската унија за инвестиции во земјоделско-прехранбениот сектор, вклучувајќи маркетинг на земјоделските производи и за диверзификација и развој на руралните економски услуги, односно постигнување одржлива животна средина и социоекономски развој на руралните средини преку поттикнување на економската активност и зголемување на можностите за вработување. Како што информираше Владко Ристовски, советник од агенцијата, сите заинтересирани физички и правни лица од општините Крива Паланка и Ранковце можат да достават барања за користење на средства од ИПАРД програмата 2007-2013 најдоцна до 10 декември. На 27 месецот објавен е вториот повик од ИПАРД програмата. Стана збор за програма чии што финансиски средства 75% се црпат од предпристапните фондови од Европската унија и 25% од буџетот на Република Македонија. Овој повик е објавен по 3 мерки. Мерката 101 е за модернизација на земјоделските стопанства, нивно преструктурирање и достигнување на стандардите на Европската унија. Втората мерка е мерката 103 која што се однесува за инвестиции за преработка и маркетинг на земјоделските производи. И третата мерка е мерката 302 која што се однесува за диверзификација и развој на руралните и планинските средини. Крајниот рок за поднесување на барањата е 10 декември 2014 година. Подетални информации во врска со типовите на инвестиции, критериумите за добивање на финансиска поддршка и висината на поддршката по мерки, заинтересираните можат да добијат на веб страницата на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, www.ipard.gov.mk или во регионалната канцеларија на агенцијата во општинската зграда на Крива Паланка. Сите кои што се заинтересирани ги повикувам да се обратат во канцеларијата број 16 во општинската зграда секој работен ден за подетални информации и за дополнителни насоки како полесно да дојдат до овие средства. Значи овој повик во принцип нуди 50% висина на финансиската поддршка, односно 50% од висината на инвестицијата која што е планирана со овој повик, но има и случаи 55% на финансиската поддршка, односно грантот што ја нуди оваа програма за доколку носител на земјоделското стопанство кој што аплицира по овој повик е млад земјоделец, односно земјоделец кој што има од 18 до 40 години до денот на поднесување на барањето, 60% доколку инвестицијата се однесува за рурални средини, односно за планински средини, 65% доколку инвестицијата е во рурални средини и носител на земјоделското стопанство е млад земјоделец. Зголемување на квалитетот и продуктивноста на земјоделството е стратешката насока на програмата за субвенционирање во рамки на која е објавен и овој повик за апликации за добивање ИПАРД средства за кофинансирање на земјоделски проекти и проекти од областа на руралниот развој.